секогаш со големо задоволство ги најавувам големите настани во Центарот за култура. Денес ми посебно драго од повеќе причини, најпрво што македонската опера и балет се секогаш драги гости како дел од годишната програма на нашиот Центар за култура, но денес имаме навистина една прекрасна можност да го имаме нивното гостување со кантатата Кармина Бурана од Карл Орф, која што некаде пред 3 недели имаше премиера во Скопје. Преку 130 музичари, хор, 3 солисти, навистина возбудата расте уште од самиот ден кога го договоривме гостувањето. Значи, втората причина поради која што навистина Центарот за култура како организатор на ово гостување повеќе од задоволен што веќе 10 дена нема влезници за гостувањето на македонската опера и балет со Кармина Бурана, и тоа говори дека интересот е голем не само кај битолската публика, имаме најави дека и од другите градови ќе дојде публика да го проследи овој исклучителен настан, и тоа е една дополнителна мотивација со новиот менаџерски тим, нашите драги битолчани Игор Дуриловски, кој што е генерален директор на операта, и Сони Петровски, уметничкиот директор. Веќе денес имавме работен состанок и дефиниравме 2 нови настани кои што во соработка со нив ќе ги реализираме многу скоро. Тоа е најпрво еден настан за најмладите, гостување на волшебната флейта која што е прилагодена за детска публика, значи еден прекрасен семеен настан кој што ќе се реализира кон крајот на март, најверојатно на 27 март во недела со почеток во 18 часот, и една голема желба на битолчани после подолго време да имаат опера на сцената во Центарот за култура, и тоа ќе биде навистина уште едно одлично искуство. Се надаваме во сите сегменти, како ова што и со Кармина Бурана. Многу брзо после премиерата на мајските оперски вечери ќе го имаме и Турандот на сцената во Битола на почетокот на месец јуни. Навистина исклучителни настани, можеби нескромно звучи, но настани кои што повеќе од одлично се вклопуваат во годишната програма на Центарот за култура, која што во ниту еден сегмент не би можеле да ја реализираме без соработката со вакви прекрасни луѓе како што се во моментот менаџерите на македонската опера и балет. Ние претходно имавме соработка и со претходниот тим, а сега го тука се надоврзуваат и претходните настани кои што ги најавив. Веќе за 18 мај е дефинирано гостувањето на филхармонијата, танец доаѓа на 20 април, а го дефиниравме и концертот на камерниот оркестар на Битола, тоа ќе биде на 3 април, значи многу скоро, така да она што во јануари на првата пресконференција го кажав од аспект на музичко-сценската дејност и тој сегмент како најдоминантен, оваа година тоа навистина така и ќе биде, така да сите влюбеници на се она што е убаво и квалитетно ги повикуваме да се бидат дел од настаните во Центарот за култура во текот на целата година, ќе имам многу што да видат. Би сакал да кажам дека како генерален директор на институцијата Македонска опера и балет, целта ни е не само граѓаните на Скопје да имаат можност да уживаат во нашите продукции, секако останатите градови од Републиката ќе бидат опфатени, како што гледате со првиот наш проект Надворот Скопје, ја опфаќаме Битола со еден прекрасен настан, тоа е кантатата Кармина Бурана, како што најави Борче. Се работи за продукција, односно наслов кој што е популарен кај публиката. Ние имавме пред 3 недели представа која што беше исто така како и случајот со Битола пред време распродаена. Верувам дека и следните проекти ќе бидат како во оваа ситуација исто така добро продадени, затоа што одбираме наслови и генерално на репертоарот на МОП, да имаме наслови кои што се големи, добри продукции, направени со добри режисери, посебно ќе најавам операта Турандот ќе биде продукција која што ќе биде правена од Джанкарло Дел Монако, тоа е
Тоа е, можем слободно да кажем, еден од 5 најдобри режисери во свет. Како за илустрација има режирано во сите најголеми театри во свет, почнувајќи од Миланска скала, Ковен Гарден, Париз. И од Скопје заминува да режира Симон Боканегра во Метрополитен. Ова во кратки црти сакам да кажем само дека се работи за име кое што е големо во нашиот во оперскиот свет и секако ќе ми биде задоволство и битолчени да биде таква продукција од светски размери. Вечерва е уметничкиот тим кој што ќе настапи на Кармина Бурана. Тоа се Наде Талевска, сопран, кој што е добро позната на битолската публика. Мислам дека и неодамна настапи со битолскиот камерен оркестар во една поинакво рубо издание, но вечерва ќе имаме битолската публика ќе има прилика да ја слушне и во областа на класичната уметност. Гостин е Гора Начевски, исто така афирмиран и реномиран баритон, кој што поретко настапува во изминатите години. И се разбира, директорот, исто така Игор Дурловски, ќе настапи не како бас, туку како контратенор. Публиката има ретка можност да го слушне во такво издание, но тој низ Европа често пати настапува така, бидејќи, впрочем, и самите дела ретко имат барен за таков вид на гласови. Драго ни е што покрај менаџерската функција што извршува, Игор Дурловски не застанува со неговата уметничка дејност. Значи, освен Кармина Бурана, скопската публика го види во Риголето, ќе има можност да го види и во Турандот. Како во Скопје, така се надевам и во Битола.